овој серијал од неколку епизоди ќе обрнеме внимание на поврзаноста помеѓу русите и племињата познати како руги, ругини, рудини или рутени, кои ги среќаваме во земјите од Западна Европа. Иако темпото на поентирање и заокружување на целта во ова видео ќе се одвива помалку бавно, особено тоа важи за оние гледачи кои немаат никакво елементарно знаење за историјата на овој дел од светот, сепак доколку издржите до крај, све ќе си дојде на своето место и самото ова излагање ќе добие комплетна смисла. Исто така, за да се објасна така наречените руси од Велика Британија, најнапред ќе мораме пред се да ги објасниме скандинавските или седно германските руси, додека во наредното видео ќе се обидам да обрнеме внимание на русите од Мала Британија, односно Бретања, во денешна Франција. Па да започнеме. Ова што го гледате се страница од книгата за историјата на градот Дордрехт, издадена во 1677 година, каде што меѓу останатото се споменува извесен словенски лидер, односно водач по име Дорич, кој го основал, верувале или не, градот Дордрехт во денешна Холандија. Но за нас сега од клучно значење е нешто сосема друго. Цитирам: една стара холандска хроника отпечатена во Лејден во 1517 година, како и оваа печатена во Делф во 1585 година и во Дордрехт во 1591 година и 1595 година, вели дека словените, како и дивите долносаксонци или фризи, се исто така ругински народ, руг фолк, големи по природа и градува. Неколку стотини години пред доаѓањето на нашиот Господ, тие многу се намножија и бидејќи оваа земја станала премала за нив, ја преминале реката Меуса до земјите каде што сега се наоѓа градот Дордрехт и ја опфатиле и ја населиле и биле наречени како велети, односно велти на холандски. Кои биле овие ругини наречени тука како руг фолк, каде наводно словените, фризите или долните саксонци од Холандија им припаѓале? Едноставно останете до крајот будни и ве верувам дека маглата околу овој чудесен народ ќе биде високо подигната. Томас Вилијам Шор, роден 1840, кој живеел до 1905 година, еден од ретките англичани кој искрено признава во својата книга Потеклото на англосаксонската раса, издадена секако после неговата смрт во 1906 година, дека англосаксонската инвазија на Британија во нејзин склоп присуствувале и словените, и покрај мислењето на раните хроничари во заклучоците, самиот се потпира на својот, ако можеме да го кажеме, сонародник, монахот познат како преподобниот Беде, кој живеел помеѓу 7 и 8 век, односно 673 година до 735 година. Еве што забележал Беде во својата книга. Цитирам: тврдењето на Беде дека ругините или ругиците биле меѓу народите од кои се знае дека сега потекнуваат англичаните бил современ доказ за неговото време. Значи, самиот Беде рекол дека ругините биле предци на англискиот народ. Еве сега да видиме и потврдиме што конкретно напишал самиот Беде во својата книга Historia Excelastica од 8 век. Цитирам: сега тука се фрезоните, ругините, данците, хуните, древните саксонци и боруктуарите, има многу други во истите краеви на незнабожците кои се уште се служат со паганските обреди. Инаку, оригиналот е секако напишан на латински јазик. На прашањето
како се појавиле словените на брегот на Северното море, односно во денешна Холандија, Шор се обидува да даде логичен одговор во оваа ситуација. Тој вели од исток. Инаку, за тие што не знаат, англосаксонското населување на Британија било процес на населување наводно на германски племиња, нели според официјалната историја на островот Велика Британија, по повлекувањето на самите римјани некаде во 407 година. Овој процес траел од почетокот на 5 до крајот на 8 век и завршил со германско освојување на цела денешна Англија и Јужна Шкотска. Томас Вилијам Шор не се ограничил само на пишаните извори кои го потврдуваат фактот за присуството на словените во британските земји, секако тој се водел од главниот сведок топономијата. Како што видов и од сопствено искуство, тоа е највредното оружје во борбата против припишувањето на вистинската историја. Иако топонимите секако не се секогаш трајни, исто како и самиот јазик, тие не се имуни и подлежат секако на промени и модификации, но сепак не е секогаш можно да се има целосна контрола врз фалсификувањето и не е секогаш лесно да се направат целосни измени. За Шор исто така нема дилема дека овие ругини, што ги споменува тука БД, биле словенски народ. Шор исто така зборува за голем број на топоними што овој народ ги оставил зад себе и се уште се зачувани во денешна Англија. Ќе наведам некои топоними од неговата книга. Тој вели населени места од ругините во Англија се Руган Беорг во Сомерсет, исчезнатиот Руган во Вилчир, Руге Беорг во Кент, Ругеле и Ругехала во Старфоршир, Ругутун во Норфолк и Ругаторп во Јоркшир. Книгата, како што рековме, на Шор е објавена во 1906 година, поминале повеќе од 100 години, а западните историчари за жал се чини дека го заборавиле овој факт и воопшто денеска не се зема во предвид. Сето ова во моментов знам дека е се уште нејасно и може да изгледа како мит или фантазија, но лека по полека све ќе си дојде на своето место. Затоа исклучително е важно да вклучиме и неколку стари мапи од Шкотска, за да имаме јасна слика за ова што ќе го говориме. На картата на Шкотска од хрониката на Метју, наводно од 13 век, означен е голем простор именуван тука како Рос на северозападот на Шкотска, што веднаш ни го привлекува вниманието. На друга карта од 1616 година од англискиот картограф Џон Спиди, истата област се нарекува Росе, каде што името е напишано со долгото С на старомоден начин, типичен за англиското говорно подрачје од 16 и 17 век. Ова околност повторно јасно ги поистоветува средновековните Шкоти со Скитија и Росите со Русија. Се разбира, многумина би помислиле дека тоа е некаква фонетска случајност и дека сличноста на имињата не мора секогаш да биде еднакво по значење. Меѓутоа, како поддршка на нашата анализа, областа означена како Марей или Мурей, која се наоѓа југоисточно од областа Росе, е исто така од големо значење за нас. Сепак на картата на Џорџ Лили имаме целосно осветлување на името. Значи, топонимот Росе овде е јасно забележан како Росија, додека областа Марей е читко напишана како Моравија. Да не заборавиме дека Моравија како област, освен што била присутна на Балканот, исто така е историски регион на истокот на Чешка и една од трите историски чешки области заедно со Бохемија и Чешка Шлезија. И иако на многумина
би ми изгледало ова нејасно, веднаш е логично да се запрашаме каква допирна точка имаат русите или моравците со Британија. Во овој случај, конкретно со Шкотска. Сепак, како што ќе видиме, тоа е поради силната врска помеѓу древната империја од антиката позната како Велика Скитија или Скотија, односно Шкотска. За Шор немало сомнеш дека античките сармати, кои инаку историски се признати официјално дека биле гранка на скитите, иако нажалост погрешно се дефинирани, замислете, како ирански или ираноговорен народ кој ете така случајно живееле на Карпатите. Значи ирански народ кој живеел наводно на Карпатите, што е тотална безмислица. И за Шор скитите се поистоветени со венетите и словените, каде што самиот запишал во 6-то поглаве од својата книга Ругини, венети и племенските словенски доселеници. Тој го запишал во својата книга следново: делот што древните венди, вклучувајќи ги ругите, вилтите и другите словенски народи, го зазеле во населувањето на Англија, во споредба со оној на тевтонските народи и племиња мал, но сепак толку значителен што оставил своји резултати. Во периодот на инвазијата и подолгиот период на населување, јужните брегови на Балтичкото море секако биле окупирани од словенски луѓе. Птоломеј, пишувајќи околу средината на вториот век од нашата ера, го споменува Балтикот со името Венски залив, а луѓето на неговите брегови како Венди или Венеди. Тој ги опишува како еден од големите народи на Сарматија, најстарото име на земјите окупирани од словените, но кое било променето со името Славонија. Плини во своето известување за Балтичкото море го има следниот пасус: луѓето го велат тоа дека од оваа точка се заобиколува до реката Висла целата земја која е населена со сармати и венди. Пред да дојдеме до Британија, мораме најпрвин да се позабавиме со ругите од територијата на денешна Германија, кои се споменуваат како еден од главните народи во периодот на така наречената англосаксонска инвазија и како дел од самиот англиски народ. Значи, регините или ругите како племе навистина постоеле во средниот век во самата Германија, поточно во античкиот век на островот Руген. Значи, Риген е остров во Балтичкото море, во близина на брегот на западна Померанија, односно Поморје, и тој е најголемиот остров во денешна Германија. Од друга страна, во науката се шпекулира дали ругините биле остатоци од старите германски руги. Значи, ругите пак од друга страна биле наводно античко германско племе, според официјалната историја, кое живеело во Померанија. Терминот ругини се толкува и како прво споменување на словенските руги или рујани, кои живееле на островот Риген, но во средниот век. Според мене, дефинитивно нема сомнеш дека се работи за истото племе. Значи, да утврдиме сега. Замаглените антички руги, кои тука се споменуваат, веќе во средниот век на територијата на денешна Германија јасно се разоткриваат како словенско племе, руги, односно ругини, некаде познати и како рујани. И сите овие зборови етимолошки, сите овие имиња етимолошки имаат свој заеднички корени, затоа како што ќе следи, ќе објасниме понатака. Од тука можеме да извлечеме заклучок дека англосаксонците во Британија потекнуваат од овие народи, што значи дека британските ругини се практично исто како германските руги, односно словенските, да кажеме, рујани. Значи, сега треба да ги демистифицираме потполно и да покажеме во суштина кои се овие рујани, односно ругини, роги или руги, каде според општата и мејнстрим историја тие пред се третираат како германско племе од римската ера, кое подоцна било со доаѓањето на словените словенизирано.
Првиот што јасно ги забележал бил Тацит во неговата книга Германија, која ги нарекол руги и ги лоцирал во близина на јужниот брег на Балтичкото море. Неколку века подоцна, тие се сметаат за еден од готските или скитските народи кои се наоѓале во средниот Дунавски регион. Балтичките руги, споменати од Тацит, се практично истиот народ познат и како Руте Клеој, и местото позната како Ругион, споменато од Птоломеј во вториот век. И двете од овие имиња се поврзани со крајбрежен остров познат како Риген или Руген. Тие исто така биле поврзани со улмеругите, споменати во 6 век од готскиот историчар Јордан или Јорданес, како луѓе кои живееле на Балтичкиот брег во близина на реката Висла многу пред него. Во пасус што е тешко да се протолкува, Јорданес спомнал дека ругите во негово време живеели во Скандинавија блиску до данците и свевите. Се шпекулира врз основа на нивното име и приказните за готското потекло објавени од Јорданес, дека ругите првично мигрирале од југозападна Норвешка во Померанија околу 100-та година од нашата ера, а таму во долината на Дунав. Името улмеруги се толкува и како холмеригер, познат од многуте подоцнежни старо нордиски текстови. Ругите исто така биле поврзани со Ригер или Ригјар Фалк од Рогаланд во Норвешка. Сите овие имиња очигледно и дефинитивно имаат заедничко етимолошко потекло. Сега приказната за ова племе станува интересно. Името Руги продолжило да се користи по 6 век и се однесувало на народите кои зборувале словенски јазик, вклучувајќи ги дури и русите. Постојат навистина наивни и комични објаснувања од некои научници за потеклото и името на ова племе и се претпоставува според нив дека племенското име Руги или Ригир е поврзано со старо нордискиот термин за рж, што се вика Рюгир, и затоа би значело, ова племе би се преведувало како јадачи на рж или земјоделци на рж. Птоломеовите Руте Клеој наводно се толкуваат како писарска грешка за Руги Клеј, односно Руги Клеој. Значењето на вториот дел од оваа форма на името не е јасна, но тој, например, се толкува како германски деминутив. Иако овие етимолози не зеле во предвид дека исто така германското име Рюгер етимолошки е врзано со нашиот збор за рж, односно полското рзгњанец, сепак тоа не е точно објаснување за ова племе или народ и ќе видиме што конкретно значи името на ова племе. Историски гледано, според еден стар предлог, ругите веројатно мигрирале од југозападна Норвешка во Померанија во првиот век од нашата ера. Рогаланд или Ругеланд или Ригјафилк е регион исто така во југозападна Норвешка. Значи, Рогаланд е преведен како ругинска земја, ригирска земја или едноставно Ругија, каде што преминот на Ригер во Рога е доволно објаснет со општите лингвистички транзиции на нордискиот јазик. Научниците сугерираат за миграцијата на ругите од Рогланд до јужниот брег на Балтикот, а другата теорија сугерира дека името на едната од двете групи подоцна било адаптирано од другата без некоја значајна миграција. Меѓутоа, научниците сметаат дека е малку веројатно дека името е измислено два пати. Зборовите на историчарот Хелмонт и на Тацит навистина интересно се поклопуваат и за нас се сосема исклучително, би рекол, важни во таа етимолошка смисла, да ознаеме што
всушност значи името на ова племе. Па така Хелмонд запишал, цитирам: има и острови на Балтичкото море кои се населени со словени, од кои едниот се вика Вемере, вториот остров е многу поголем, се наоѓа спротив Велетите, кој е населен со племето Руани, кои се и руги, најсилниот народ на словените, кој е единствен кој има крал, без чија согласност ништо не може да се направи. Кај Тацит читаме: тие се одликуваат со почитување на власта, па затоа и тие самите, а не врз основа на привремено условно право да владеат без никакви ограничувања, им заповеда крал. Овие референции дека имале кралско уредување ни се од особено значење, бидејќи ова всушност ја открива целата суштина на значењето на нивното име, односно го даваат практично етимолошкото решение. Англиските зборови како reign или како зборот радж се преведуваат како владење и моќ, а самите потекнуваат, може да се каже, од санскритскиот термин раджан, што значи крал, рас, махараджа, големиот владетел, нели? А од тука името на словенското кралство Рашка, што значи буквално кралство. И каде и да ги наоѓаме овие топоними, треба да знаеме дека тоа е организирана држава со кралска хиерархиска власт. Од тука е, да речеме, дури и етиопската титула Рас, односно Растафари, или еврејското Рош, латинското Рекс, регент, крал, император, владетел. По тука се гради, ако сакате, и германскиот термин Рајх, империја, и без никакво сомневање ова племе регини, ругини, руджини, некаде и како ритени, се всушност рашани, расани или руси. Рускиот историчар и археолог, а воедно и благородник со шведско потекло, Александар Фомич Велтман, роден 1800 година, живеел до 1870, пишува вака: Холмград, Кулмеругија, Улмеругија, Колми Ајланд, Холмска Русија, главен град е Холм, Улм, на реката Висла. И на својата карта Велтман ја прикажува Ругија во Централна Европа, но под името Русија. Значи, во кој дел од светот да се појавил овој русокост човек, создавал висока култура и цивилизација кој се позиционирал самиот, во која се позиционирал самиот како рашан, раджан или регин во државната администрација, па не случајно ова име го среќаваме меѓу различни навидум неповрзани народи и раси. Русокосите луѓе со нивната златна коса како бојата на ржот, ако сакате да го затвориме сега етимолошкиот круг, биле символ на висок статус, аристократија, односно аријци, во самото општество, во многу култури низ Азија, Африка и Европа. Затоа не случајно во Шкотска постоела област Русија, односно Росија, а тоа е денешната област Рос Каунти. Меѓутоа, на територијата на модерна Англија постоело едно старо племе, ругини, регини или реджини, каде што покажавме дека БД не известува дека тоа било едно од матичните племиња на англосаксонците. Меѓутоа, проблемот со Шор е што овие регини ги среќаваме не само во средниот век, туку се појавуваат и како едно од античките племиња, дефинирани сега од науката како келти, кои ја населувале територијата на модерна Англија и Британија. Значи, не смееме да заборавиме дека словените живееле тука уште од античко време, како што не известуваат холандските хроники, за кои подетално ќе говорам во други видеа, а не од раниот среден век, како што не известува Шор, во контекст на англосаксонската инвазија. Да повторам дека ова инвазија е само еден вид одмазда и обид повторно да се вратат загубените територии. Регините, исто така реджини или регенси, регнеси,
биле келтско племе или група племиња што живееле во Британија пред римското освојување. И тие живееле некаде во областа на денешен Сасекс, како и во мали делови од Хемшир, Сари и Кент. Со нивното племенско срце, да кажеме, во Новио Магис, Регинорум, односно тоа е денешен модерен Чичестер. Томас Шор, иако признава дека словените зеле учество во англосаксонската инвазија на Британија, сепак не знае самиот дека ова инвазија е всушност ослободителна специјална операција против Римска Британија, каде овие народи повторно прават обид да ги вратат назад своите одамна загубени територии. Како знаеме дека словените или барем еден дел од нив од ова големо семејство и најголем представник денес на белата раса живееле во Британија. Тоа не е никаква хипотеза или бајрам на паметот, што би се рекло народно, туку е фактографски потврдено од холандските хроники. Од каде и во кое време дошле овие антички регини или ругини во Британија е тема што ќе ја отвориме, како што реков, во едно друго видео од овој серијал. Може би некој ќе ми замери дека целото ова излагање и обид да ги изедначам античките келтски регини и античките германски ругини со средновековните словенски руги или рујани, односно руси, е залудна работа и е без никаква научна подкрепа. Меѓутоа, како еден главен клуч што го користел Томас Вилијам Шор се старите извори и авторитети, каде што јасно воочил дека племето ругини е само едно латинско име за русите. Еве што напишал самиот Шор, цитирам: жителите на бреговите во близина на Штралзунд, кои биле наречени ругини или ругици, и кој беде ги спомнува како еден од народите од кои се знаело дека англосаксонците во неговото време го влечат своето потекло, мора да биле вклучени во општото име на вендите, односно словените. Бидејќи овие ругици мора да биле венди, изјавата на беде е директен доказ дека некои од луѓето во Англија во негово време биле познати дека биле од вендско потекло. Било познато дека биле од вендско потекло. Ова е подкрепено со докази од други видови, како што е споменувањето на населби на луѓе со вендски или вандалски имиња во англосаксонските повелби, бројните имиња на места во Англија кои потекнуваат од далечната антика, идентитетот на најстарите форми на таквите имиња со оние на луѓето од оваа раса. Исто така, читаме дека Едвард, син на Едмунд Айронсайд, избегал по смртта на неговиот татко во Ад Регнум Ругорум, Куд Мелис во Камус Русијам, или во превод кон царството на ругите, кое подобро го нарекуваме како Русија. И ова е еден практично од клучните докази каде едноставно латинското име руги е објаснето дека тоа значи Русија. Шор го опишува и ова. Записите од апатијата Свети Едмунд секако ни кажуваат за инвазијата на Британија од племињата од Висла, а англосаксонската хроника ни кажува за инвазијата на рутерните, веројатно предците на рутенците од Русија, во 1064 година во земјата околу Нортхемптон, старото име Руанберг, кое се појавува во повелбата на кралот Алфред. Исто така се однесува на рането населување на ругиците или народот со венско, односно словенско потекло во Дорсет. Слично име Руванберг преживеало во Вилтшир во подоцнежниот саксонски период и го дал своето име во списот познат како Стотте свитоци, како Ругеберг во подоцнежните векови. Во втората половина на 10 век Адалберт, кој ја посетил Русија, за царот напишал Рекс Ругорум, односно кралот на Русија. Титмар од Мерзебург, роден 975, живеел до
18-та година, пишувајќи од современите извештаи, споменува дека Болеслав I од Полска ја заробил вдовицата на Владимир за време на неговиот напад на Киев во 1018 година. Историчарите долго време немале поим за идентитетот на оваа жена. Историчарот Николас Баумгартен сепак посочил на контраверзниот запис Генеалогија Велфорум и Historia Velforum Venigartenis дека една ќерка на грофот Кун фон Енинген, идниот војвода Конрад од Швабија, била ќерка на Ото Велики. Веројатно станува збор за Рехлинда Отон. Некои тврдат дека е вонбрачна ќерка, други пак за легитимна, родена од неговиот прв брак со Едит од Васекс. Се омажила за Рекс Ругорум, односно кралот на Русија. Тој го толкува овој доказ како да се однесува на последната сопруга на Владимир. Исто така авторот на историјата на норманите, Gesta Normanorum Ducum, монахот Вилијам од Јумеш, некаде тоа е во 11 век, живел зборувајќи за бракот на францускиот крал Хенри I со Ана Јарославна околу 1050 година. Јарослав Мудриот исто така го нарекува како Рекс Ругорум. Значи, постојат многу примери каде едноставно латинското име Ругија или Ругорум е фактички синоними, се изедначува со русите и Русија. Картата подолу е од средината на 16 век и има словенски имиња на места за кои современите британци практично немаат појма. Градот Монмаут постои денес, но реката Рос, која била на мапата од 16 век, веќе во 21 век поради некоја причина се променила во Вај. И модерниот град Росен Вај или Рос на Вај логично треба да се вика Рос на реката Рос. Затоа што во на својата карта Џорџ Лили ја има реката Рос и градот Рос покрај самата река. Зашто реката била преименувана, што сакале да сокријат, и во овој поглед нели е чудно што и реката Рос се наоѓа исто така во словенска земја. Друг картограф, шкотланѓанецот Роберт Гордон, направил не помалку интересни ознаки на картата на Северна Британија. На својата карта на барони он Ренфреј, прва третина негде 17 век во Шкотска, тој поставува населба наречена како Русленд. Англиските извори сугерира дека станува збор за приватен утврден имот со кула која била урната некаде во 19 век. Истите извори не прецизираат зошто е така именувана. Ако оваа карта на Роберт Гордон со топонимот Росланд се надреди на картата на Џорџ Лили, тогаш ќе го видиме следново. Според Гордон, недалеку од населбата Росленд се наоѓа големиот град Глазго, односно денешниот Глазгов. Затоа поседот Росланд бил лоциран на териториите споменати на картата на Лили како Галовидија, преку заливот Камбрија и на север Русија и Моравија. Последниот топоним на картографот Роберт Гордон на северот на Шкотска ја става земјата Рос. Значи, забележено е со 2 С. Англиските извори изнеле урнебесна верзија дека името Рос наводно потекнува од галскиот збор што значи рд. И лукавите историчари намерно се обидуваат да го избришат сеќавањето на што било руско или словенско во Британија. На крајот на криштата, сега никој веќе не ја знае реката Рос, ова е сега променета, со променето име и се вика Вај. И премногу е незрело да се прифати дека името на реката може да потекнува од зборот рд, како што самите етимолози сугерираат. Тоа е тотално апсурдно и да не заборавиме дека исто така постои денес река Рос во Украина. Но таа река во Британија повеќе не постои, па може да се представи каква било верзија за потеклото на зборот. Шегата е дека Гордон, која нацртал својата карта некаде 80-тите или 90-тите години
полили, го заменил оригиналното име на територијата, Лилиевата Росија сега се пишува како Рос. И тука го имаме наводно галското значење кое се преведува како главна земја. Гордон, иако бил шкотланѓанец, уште повеќе бил магепсан од картата на својата татковина, наместо Моравија, овој топоним го напишал како Мареј. Патем, тука биле и шкотските грофови од Рос, кои ги поседувале окрузите до 1476 година, кога нивните земји биле конфискувани и предадени на британската круна. Рос исто така е денеска десна притока на реката Днепар во Украина. За оваа проблематика во врска со словенските топоними и топонимите во Британија, прв ги забележал овие сличности, барем овде на Балканот, Милош Црњански, кој сака подетално може да го истражи самиот Црњански. Значи, ја имаме и реката Бојана на Балканот, а во Ленстер во Ирска ја имаме и реката Бојна. Ридот Тара е, како што знаеме, свето место, античко церемонијално и погребно место во близина на Скрин во округот Мид во Ирска. Традицијата го идентификува Ридот како место на инаугурација и седиштето на високите кралеви на Ирска и се појавува уште во раната ирска митологија, додека овде на Балканот, да речеме, ја имаме планината Тара. И тука исто така ја имаме реката Дон како во Русија. Англиската река Дон е река во Обединетото кралство, значи во денешна Шкотска. И таа се влева во Северното море. Денес, значи, името Рос се однесува на истите области на Северна Шкотска како и пред 400 години. Тие биле Рос бил поделен на источен и на западен. На модерната карта на Британија се уште има многу повеќе, да речеме, од 100 имиња засновани на слоговите како Рус или Рос или Рут или Рук. Само земете листата на населени места и све ќе ви стане јасно. Очигледно, најголемиот дел од топонимите се директно поврзани со словенските племиња населени на територијата на Британија. На картата ги ставив само оние имиња што мене, барем за ова видео, ми изгледаа значајни, а вие може да процените и самите. Се движиме од југ кон север, читаме без транскрипција, како например споменав само мал дел од топонимите кои беа присутни во Британија и носат печат од руско потекло. И фактот дека тие се суштински важни и опасни, фактот дека се повлечени од употреба, тоа доволно ни говори. Тоа всушност го потврдува и зајакнува фактот за присуството на нашите предци на овие простори. Целта ми беше да ја започнам или да ја оживеам оваа тема, да го свртам вниманието на неа и да го консолидирам фактот дека словените, скитите или шкотите живеел низ цела Западна Европа, вклучувајќи ги британските острови. Еве еден дел од тие, да кажеме, условно да кажеме, руски топоними во Британија. Русхил е името на една планинска област во Суреј. Рутланд е најмалата област во Англија. Руктон е населено место во областа Норфолк. Руктон е село во Линконшајр. Рутин е град во Денбигшајр. Русланд е село во областа Кумбрија. Рос исто така е село во областа Северна Умбрија или Нортумберланд. Рослин е село во Мидлтен, една област во Шкотска. Руски е село во Шкотска. Русхолм, исто еден мал остров
на Оркнејските острови. Русланд е името на една област на најголемиот остров на Оркнеите. Многу интересен факт е дека во Шкотска денеска постои и населба наречена како Москва. Значи, Москва е населба во источен Ајршир. Значи, тоа е некаде источно од Килманрок. Во 2006 година беше пријавено дека ова село има околу 118 жители. Се смета дека името е всушност покварено име, наводно изведено од зборот Мосхал или Мосхол, но неговиот правопис наводно бил променет во 1812 година за да го одбележи наводно повлекувањето на Наполеон од Москва. Англиската Википедија забележува дека ова е наводно погрешен изговор на името, но на крајот на краиштата не би рекол дека тоа е чиста случајност. Потоа Википедија вели дека можеби ова име од британско потекло, изведено од зборовите маес поле и кол лешник, во смисла лешниково поле. Меѓутоа, друг дополнителен проблем за овие лингвисти и етимолози е фактот што буквално низ селото тече поток кој е наречен ни мање ни више него Волга Брн. Локално земјата и шумата околу Кован Лоу на северозапад се нарекуваат и како Мала Русија. Селото исто така ја дели истата географска ширина 55 степени северно како и рускиот град Москва. Шкотското село е познато во Русија по своето име. Можеби ова е точно дека се топоними од времето на Наполеон, но ова информација треба да се земе со една голема резерва, бидејќи како што видовме во далечното минато постоела голема област наречена Русија, како и Моравија. Друга интересна работа што ми падна на памет е самото знаме на Шкотска. Знамето на Шкотска е бел крст во формата на буквата Х, што го представува крстот на светецот заштитник на Шкотска, Свети Андреј, на синото небо. Знамето се вика крстот на Свети Андреј, односно познате под името Салтир. Според легендата, во 832 година од нашата ера, кралот Ангус ги предводел пиктите и шкотите во битката против британците во близина на денешен Ател Станфорд во источен Лотјан. Кралот Ангус и неговите луѓе биле обкружени и се вели дека се молел за избавување. Во текот на ноќта Свети Андреј, кој претрпел, како што знаеме, маченичка смрт, на крстот му се јавил на кралот Ангус и го уверил во својата победа. Следното утро од двете страни се појавил Салтирот, значи белиот крст во позадина на синото небо, и оваа појава наводно ги охрабрува пиктите и шкотите да ја добијат оваа битка. Според легендата, оттогаш овој Салтир постанал символ на шкотското знаме. Материјалните докази за употреба на Салтирот датираат многу одамна. Во 1385 година парламентот на Шкотска одлучил дека шкотските војници треба да носат Салтир како символ за разлика. Најраното преживеано шкотско знаме, кое се состои само од Салтирот, датира од 1503 година, бел крст на црвена позадина. До 1540 година легендата за кралот Ангус била изменета за да се вклучи визијата за крстот на синото небо. Последователно, овој салтирен дизајн во сегашна форма станал и национално знаме на Шкотска. Се разбира, оваа приказна е само символична и сметам дека позади нејзе се крие нешто многу подлабоко што се прикрива од очите на јавноста и не е случајно што шкотите го избрале токму овој символ за свој национален. Се чини дека шкотите долго време биле свесни за нивното скитско или руско потекло и се чини дека ја одржувале врската и во средниот век.
Инаку нивните хроники, старите шкотски хроники, недвосмислено говорат дека нивното потекло е скитско и дека нивното име Скоти или Шкоти влече корен од древните скити. Така што за поврзаноста на словените и русите со скитите, ние секако ќе имаме засебна емисија како нештата би станале уште појасни. Значи, Андреј Првоповиканиот е познат и како личност од Новиот Завет, кој наводно прв бил повикан од самиот Исус Христос да биде негов ученик и апостол. Тој бил син на Јона, според легендата, и брат на Свети Петар. Тој бил наречен како прво повикан, бидејќи пред сите апостоли станал следбеник на самиот Исус Христос. Евзеви во неговата црковна историја го цитирал Ориген, како и летописот на Нестор додава дека тој проповедал, значи Свети Андреј проповедал по Црното море и Днепар до Киев, а оттаму отпатувал за Новгород. Така тој станал и првиот покровител на Украина, Романија и Русија. Но не можеме толку цврсто да се подпираме на христијанската хагиографија или житието на светците и црковната историја, бидејќи, како што знаеме, имаме и еден вид хронолошка манипулација од страна на Римската црква, без разлика дали се работи за грко-католичка или римо-католичка. Член на Руската академија на науките, доктор по физичко-математички науки Фоменко, како и Глеб Носовски и Калашников го напишале повеќе томниот корпус, наречен како Нова хронологија. Резултатите од нивната анализа покажува дека византискиот император Андроник I Комнен, апостолот Андреј Првоповиканиот, како и рускиот кнез Андреј Боголюбски се всушност една иста личност, без никакви докази дека Андреј Првоповиканиот или некој друг од нив живееле според официјалната историја многу векови порано или подоцна. За нас е исклучително интересно она што самиот руски кнез Андреј Боголюбски бил познат и како скитскиот Цезар. Андреј Боголюбски, роден 1111 година, кој живеел до 1174 година, бил кнез од династијата Рурик и бил голем војвода од Киев. Употребата на знамето на Шкотска за прв пат е забележано, значи, со илустрацијата на хералдичкото знаме во Монтовиот регистер на шкотските оружја на сер Дейвид Линдзи околу 1542 година. Можно е ова да се засновало на преседан од доцниот 15 век, така што употребата на белиот салтир во кантонот на синиот транспарент наводно е направен од кралицата Маргарет, сопругата на Джеймс III. Го користат кралската, шкотска и секако руската морнарица. Во современата академска наука прашањето за односот на ругите со словените е доста контраверзен и се верува дека етнонимот руги започнал да се користи во литературата на латински јазик во однос на русите дури во 10-11 век. Околу 905 година биле издадени царински прописи Рафел Штетен за наплатата на трговските давачки од трговците од другите и бохемите, односно чесите, кои сакале да тргуваат во баварскиот источен марш, односно марка на Дунав. Современиот историчар и филолог Назаренко смета дека овие трговци од Киевска Русија се нарекувале како руги. Во продолжување на хрониката на Регино од Прум, од Адалберт од Магдебург, во наративот за мисијата на епископот Адалберт во Киев во 961-962 година, принцезата Олга е наречена кралица на ругите, Регинае Ругорум,
а русите постојано се споменуваат како руги, односно ругини. Англискиот свештеник Роџер во својата хроника од крајот на 12 век, опишувајќи ги настаните во Англија во првата половина на 11 век, пишува за Едвард, односно за неговиот екзил, и пишува побегна од оваа земја во земјата на ругите, која нарекуваме Русија. Информациите за ругите како жители на Русија навлегле и во Франција во врска со бракот, како што рековме, на францускиот крал Хенри I со Ана, ќерката на Јарослав Мудриот. При известување за оваа венчавка, Вилијам од Јумеш, авторот на историјата на норманите, напишал дека Хенри се оженил со ќерката на кралот на ругите, односно тоа се русите. Некои автори, како Ловмијански, да речеме, сугерираат дека тој ги добил овие информации од кругот на Ана. Словенскиот историчар и на предреволуционер на Русија, Ламански, ги сметал рујаните и ругите за еден ист народ и дека тоа се всушност синоними. Историчарот А. Г. Кузмин утврдува дека називите руги, роги, рузи, руси, рујани припаѓаат на истите луѓе. Исто така, Перверзнецев во своите научни трудови го брани гледиштето за словенското потекло на ругите и самиот ги изедначува со русите. Генерално, поддржувачите на изворниот словенски народ на ругите ги обединува негирањето на она што се случило во 5 и 7 век од нашата ера до асимилацијата од страна на наводно дојдените Словени на оној дел од автохтоното германско говорно население на истокот на Централна Европа, што не е учествувало во преселбата на народите. Сето ова што го изнесуваме како факт има големо значење за нашата историја од два аспекта. Прво, дека словенските племиња живееле тука многу одамна, барем пред онаа општо прифатена теорија, дека се појавиле на сцена тек од 6 и 7 век од Карпатите, а второ е тоа што династијата Рурик, кои се дојдени од Западна Европа, односно Германија или Полска, Скандинавија, биле всушност словенски народ, каде сега со ова практично се побива и таа норманска теорија дека основачите на Киевска Русија наводно биле Германи.